Ние, целата фамилија, почеток од дедо, прадедо, татко, сите ми е за Нерчиве. И останавме да работаме татко ми, стрико, брачет еден, и така наследивме ми занаетот. Работав некаде нима. Да почне од почетокот, од далечната уше 40-та, 41-та година, почна да работа како мал занаетот. Фати окупацијата, после пак татко ми беше многу строг и ме тераше да работам. Не ме оставаше да шета или да одам негде на пецање вака како дечи на други. Имав 12-13 години. Татко ми ојде вежба, го зедоe за бившата Југославија, јас застанав надушен, гледа фамилија. Малче, дете. Мајка ми имаше 5 бевме деца, тројца брајча, 2 сестри. Ја издржава фамилијата тога како дете. И се работав до недека ке татко ми 44-та, 45-та, после се отвори една столарска задружа. Тука дојде сите што беа приват столари. Целата фамилија, бидејќи не беше столари, ја од љубов се посветив на занаето. Прв чамец направив негдека 53-54 година. Имаше потреба за риболов, претежно, и така немавме ни машина дуча. Имаше пилана во струга, јас зедов талпи и ги секов таму на циркулар. И после вратив дома и работав рачно. Порано све рачно ги правев шамците, немавме машини. После се здобивме со машини, така ни олесна работата. Ги работам и на машина. Тешката работа. И сите кајчина што ги работува, сите се лесни за подвижни вака, лесни, не се тешки, теретни, и за кревање и функционални. За риболов, претежно, за спорт, за рекреација. Ево, сите се задоволни што имам изработено чамци, кајчина. Ако не беше тој мерак и задоволство, јас ќе ги имав напушен уште одавна. Како што го напуши многу минава. Али мене беше љубовта вродена во мене занаетот, и ја ден денеска го бавувам и све што ќе направам го правам со задоволство и со желба, со мерак. И она работата што ќе направам е квалитетна. То секој мој да го посведочи во градов и надвор од градов. Било весла што ќе изработам или други работи вака. Супер се. Не да се фале, али може да го потврдат и жителите во градот. Мајсторот Сандре Јовановски од Струга го позна и како комшија, и како другар. Тој е вистина познат тишлер и мајстор на својот занат. Но не само јас. Со определбата на која он се посвети, правење на спортски чамци, за обавување на спортски риболов, за рекреација на езерото, а не на одмети за други цели, он се афирмира како добар мајстор, како мајстор на својот занат, изработувајќи десетици и десетици спортски чамци. Таа негова активност, што би се рекло преориентацијата, од класичен тишлер кон мајстор за изработка на чамци за користење на вода, почна некаде 1952 година, некаде во исто време кога и почна интензивниот и организираниот развој на спортскиот риболов во Струга, што би се рекло на Охридското езеро.
a не само тоа, ами и со зачетоците за развој на туризмот на ова подрачје. Во тоа време во Струга таман дали имаше 2-3 чамци кои воопште не беа направени тука, можда беа донесени и од на море. Но потребата беше далеку поголема. Барањето беше интензивно од страна на поединци, а мајсторот Сандре со голема желба да најди работа, која до тога тешко најдуваше, се одреди, се определи, се организира да изработува такви чамци. И уште меѓу првите јас имав порачено, односно и мене ми изработи еден чамец. Неговата мајсторска и свестрена определба за изработка на чамци дојде до тоа да тие чамци кои тој ги изработуваше ги користиме по 10, 15 и 20 години. Чамците од Сандрета се најдуваат во низа градови, езера и акумулации и на Преспанско, и на Дојранско езеро, и на акумулацијата Глобочица, и на акумулацијата на Тиквешкото езеро, и на многу други места. Јас имам заедно во мојата кариера преку 80 чамци. Кајчина што ги. И за Претор имам, Црнбур работено, за Скопје ватрогасната имам. На море имат чамци. Моја изработка и други места, Беге, Србија и други места вака. Зеро наше имат баги места. Низ цела Југославија. Ако го изработаш добро квалитетно чамецот, 3 дена му треба конструкцијата да се обработа добро. Комплет чамец, едно 18 до 20 дена, јакаш како што го работам мераклиски, добро изработано, едно 20 дена одзема време. Половина век го работам занајатов, без никаква промена. Цел живот. Од мал па до сега. Уште мислам да работам. Дур може че работа по малко. Сега зависи, годините стежват. Дур су вака покретен, дур може, не ми е мака че работа. То ми прави и хоби, задоволство работам. Ми върви времето. Ке да одам, да шета по кабаните, вака, че слезам долу, че поработам малко. И то ми прави задоволство. Мерак. И меракот ми е мене тука во работата. Не е толку за пари. Некој ќе рече, лаком си за пари. Не е вистина, не е точно. Мене пушиме да шета, не може да шета. Ја или сум на песање, или во езеро на песање, или лов, по еребици по полето, или сум дујчар. 50 години стаж има.
пак ќе се прихватам. Ко ќе правя другото, пак ќе те викна да ми поможиш. Готово. Сега другите ребра ќе ги поставам овде вака, имам размер задено на остоање и ќе си ги поврзам горе. Ко ќе ги косам тие, после го преврта и сам си ја правам после. Сега ми требаше жената колку да ги заде. Не треба ми само. Оди направи го руче го туба се. За солино. Порано татко ми правеше чунчина. Струга беше све околу со вода, правеше за поблатото, за ловджите. Кога видоа рибарите, почне да му поръчват и тия чунчина поголеми, дримски. И влече мрежи, тие не беше регулиран дримот, тога не беше прокопан, ловеа пасарки со две чунчина. Еден од тати, мрежите ги влечеа по дримот. И работав тука со Старио заедно и така научив неко тајни во чунчинава што се правеа. И така ми користи мене сега и ден денеска на овие чунчина. Ево еден пример ќе ви кажа, кому направи на степочакар чунче. Второ беше поред. Рече ако течи, ја му веле ако течи, сата вода ќе испија. Тој најде на пента руска некој од бродарите зеде, одевне према Калиш и не прсна бран преку кајчето и му реков ова вода не е признава затоа што е озгора фалена во кајчето. И така прошетавме и беше човекот презадоволен, видел ту кајчето. Не му течеше онака, беше презадоволен. Виде стабилноста, виде сите оние варијанти, да речам, за поводиве наши што знај да зафати силен ветар, за 1 сат или појче помалу, кајче да немат ниедно во езерото. А овие кајчина се показаа многу практични, поубај дури и од пластичните и од железните. Железно кајче не можеш да ке сакаш да ловиш кога ни забрана е порано да се не лове со пенти, но овие кајчина кои што име добре им дојде забраната. Може да се лове тие со оваквите кајчина. Затоа што беа продирни према ветарот, према бранот. А со железните кајчина се бунеа баре дури во Република да се ослободат ловење на пенти. А ние со овие кајчина, дали беше слободно со пента да се ловите или не, нас ни беше свеедно. Ловевне и на невреме и на убаво време. Сака да кажа да име пливет во сите време и невреме коде. Овие кајчина треба да имаме храстовина за конструкцијата, а за оплатата ни треба поквалитетен материјал и да е чист без журој. После ова е почетокот, основата на изработката на чамесот. После се ставиат тие на остоање по размер другите ребра, може да се користат исто и за мотор, за ловење, за рекреација, за сите, за викенди вака, за прошетки, и за песање, и за шетање. Трајноста зависи од материјалот. Ја имам чамес направен оваков, има преку 20, 25 и 30 години има. Зависи од материјалот каков да е за трајноста на кајчето. Се разбира, по некој време треба некоја поправка да му се изврши, али пак храстовината ако е добра, имаме појче врсти на храст. Имаме лагун, праун, цер. Ова словенскиот храст не е за препорачливо за вода овде вака. А овде имаме мија караорман, лагун дрво, тоа е многу појако за отпор на вода, мислам вака. Кога да направам конструкцијата од храст, тоа живеете и долго години, можете да му се мени шица, а конструкцијата да се остане здрава и за понатак. Мисля да направи уште еден чамец за мене лично, убав онака, и да остане за синот, за внукот да имате еден белек од мене на историјата на како мајстор на вакви кајчина чамци. Дека цел живот су работел и нека имате еден спомен од мене тие внукоите. Добар ден. Браво бе, Сандре, бе, свака ти час бе. Добро, много добро. Имаше добар лов. Имаше. Алал да ти остана, ти еден од најстарите занетчи на овај занет. Свака ти час. Значи ти си еден што незаменлив си за сега. А млади да видиме че имаме. Ќе видим. Браво. Не учат младите. Не учат, али ова браво почна да расти кајче во. Малу помалу. Конструкција. Колку били са долу, колку ти? 3,95. Добро, значи гласи. Али многу лесно весле, подобри со овие 3 пати, а денес бев со такво кајче железно, али не. Овие нема му равни, а реков ова е, нему е равно и сигурно и во секоја доба и. Значи наше во подневи овде, посебно струга, немаме камен, ние немаме онако, многу подобри се дрвени. Алал да им.
Ajde, prijatno. Денес сте и последниот мајстор за правење на чамци во струга. Па сега. Последниот. Синот не прихвати занаетот. Се определи да работа службеник. Бев малку и през животот оптеретен со даносите. И затоа не го присилив детето да работат, бидејќи, не знам, деношната политика беше таква што многу не малтретирае со давачки, со пописи, со ова, со онај. И тоа беше причината, основната што не го натерав детето да работат. А дали жалите што немате наследник? Секако. Секако. Секој последен за нечија, секој го онедви тона психоза што нема да го наследите. Идната генерација. Секоја работа, кој ќе ја направиш добро, тоа е ремек дело имат, како што имат поетите тие скулптурите ремек дело, така и ке нас имат работа што може да се пофалит како за ремек дело.
поубав, за мой рачун, поубав спорт од риболов нема и од лов. Имат и други спорти, али тие мене како ми се влезени во крвта уште од детинство. И риболовот и ловот. Ajde, bе, majstor, sad ne mogu ne trepati, tuka vrtiti. Malo šuri niste. Kako je, bе, komši? Имат по некој лапа. Добре. Ек тук, една сега избега оба крупна. Може да си обеси. Бе, уште некој да удри. Море ортак. Отидо е годињето, отидо е рибите. Тука се риби. Нечита удрина. Изгледна невре. Чудесно, колко е сатът. Ще се стемнят на фатите. Ajde, bе, ortačina, bе, se zabavite. Kaši толку, па ще се фика се толку трска. Ajde, ćemo vrtiti i kaj ćemo mu je. Ja stvari si uče to malo. Ajde. Абе, како помни? Добро, бе, много добро. Хубаво, а? Па ви реков, ја идете при мене вама. Грешка да прави без Ovo je greška. Na materi. Ne ridi.